6 век се смета дека на просторот на Скопскиот регион византискиот император Јустинијан изградил град и црковен центар, односно архиепископија Јустинијана Прима. Во своето долгогодишно владење од 37 години Јустинијан презел низа активности за одбрана на Византиската империја или негогашната Римска империја. Иако неговото седиште било во Константинопол, сепак тој направил низа активности за да може да ја обнови таа некогашна слава на Римската империја. Во неговата градителска дејност, освен градбите, тврдините и црквите што ги подигнал, што ги изградил во рамките на својата империја, тој го возобновил и своето родно место, Тауресиум, за кој претпоставуваме дека е денешниот Тавр во близина на Скопје, и во негова близина изградил голем град, нарекувајќи го според своето име Јустинијана I. Резултатите од досегашните истражувања зборуваат дека на ова место и текако постоела античка организирана населба. Мораме да овој град да го бареме во неговата околина, односно во околината на неговото родно место. Неколкуте локации што пружаат можност да го лоцираме овој град на овој простор секако се Давина кула кај местото Чучер, Марково крувче во непосредна близина на Скопје и секако Скопската тврдина, иако на самата Скопска тврдина не е откриен некои поголеми значени археолошки откритија од времето на Јустинијан, но сепак предпоставуваме дека можеби долниот град, така наречен долниот град, на кој сега се простира старата Скопска чаршија, би можело да биде местото каде што го бараме. Со населувањето на словените во Македонија доаѓа до нивна постепена християнизација. Градот Скопје, односно населбата на градот Скопје кој што го добива тоа име, влегува во состав на македонското кнежество под името Берзитија во времето на кнезот Акамир, тоа е кон крајот на 8 век. Во средината на 9 век Скопје и Скопската област паѓаат под власта на бугарите, меѓутоа во 969 година по познатото востание на комитополите предводено од браќата Давид, Арон, Самуил и Мојсеј, Скопје веднаш во почетокот на востанието влегува во составот на слободната територија. Најамбициозен од македонските комитополи испаднал Самуил, кој што во 986 година, откако го отстранил својот брат Арон, поради неговата поврзаност со византиците и настојување да го пригрби престолот, бил убиен од Самуил и почнува самостојното владење на Самуил од 987 година. Како постепено јакне државата на царот Самуил, воено-стратегиското значење на Скопје добива во поголема тежина. Првата населба, таква каква што ние ја знаеме на Скопското кале, као град, као утврден средновековен град, се јавува некаде во текот на 10 век, може би при крајот на 10 век, или може да се поврзи, може би уште поточно ако се поврзи со активностите на Самуил на овој простор. За време на освојањата кон исток против византиската армија на Василий II во 986 година, во градот Скопје се наоѓала голема аргија која што ја штитела позадината на македонскиот цар Самуил и по победата над византиците во 986 година од Скопје тргнуваат војските на запад кон Далмација, кон Србија и кон Унгарија. Затоа што просторот бил не никнат
од претходна некоја земјоделска, селска населба со логичен развиток некаков на едно селско живење, па да стигнеме до простор кој ќе биде заграден со градски бедеми и во кој што ќе се организира градски живот, туку наеднаш е организиран прв плански просторот бил плански граден одеднаш во тој период. Град во прашање не е село некое, не се тоа селани по своите потреби и по карактер и по манифестации, него се луѓе на кои што им треба таков живот, градски живот. Ценејќи го таквото стратегиско значење, византискиот цар Василий II решил да навлезе во длабочината на Македонското царство и да го нападне градот Скопје. Имено во 1003 година македонскиот цар Самуил, кој што се наоѓал во околината на Скопје, бил ненајдено нападнат на реката Вардар од византискиот цар Василий II и еден воен одред од унгарскиот крал Стефан II. Царот Самуил крај Скопје претрпел тежок пораз, но тоа не значело и конечно освојување на градот Скопје. Градот Скопје краткотрајно бил под византиска власт, но подоцна македонците повторно го повратиле. Од 1003 година до 1018 година со градот Скопје управувал Николица Младиот, кој што во византиските извори е окарактеризиран како најспособен војсководач, кој под своја контрола ги имал специјален воен одред, значи специјални воени единици кои што имале за цел да го штитат градот Скопје. Тој град трпел многу освојувања и бил многу пати обновуван. Ние имаме констатирано во тој период 5-6 обновувања, рушења, страдања на градот и повторно обновувања на истата урбанизација, на истиот план, на истото живење на тој исти простор. По паѓањето на градот Скопје под византиска власт во 1018 година, византиците исто така ценејќи го воено-стратегиското значење на градот Скопје, кој што се наоѓал на Моравска-Вардарската долина, градот го претвораат во административен и воено-политички центар на византиска тема. Таа архитектура и тоа живење се развива во текот на го доживува својот врв по 11 и 12 век, во време на владењето на комнените, посебно со Византија. Целта на ваквото постување на воен стратег во градот Скопје била за византиските војски во најкраток временски рок брзо да стигнат до дунавските градници и да ги спречат нападите на варварските племиња или другите непријатели. Во последните децении на 13 век Српското кралство под воство на Милутин ја освојува Северна Македонија и градот Скопје. Бидејќи Северна Македонија и воопшто Македонија припаѓала во византиската културна сфера, политичка и воена, Милутин во градот Скопје сконцентрирал големи одреди и набрзо ја преместил својата кралска престолнина. Во урбана смисла, Скопје станува еден град во кој за период од 100 години се изградени многу голем број на профани и на сакрални објекти. Добива еден друг карактер, не помалку значаен, напротив станува средиште, едно од центрите на средновековна Србија и сите оние историски настани што се поврзани, што се врзуваат за Скопје во тоа време, кое
најважно е дека ќе може да се развива следните 110 години под српска администрација. Тој бил христијански град, несомнено. Се спомнуваат десетици цркви кои постоеле во рамките на тврдината. Тука е, да не го забравиме, манастирот Свети Ѓорги Гор, кој се предпоставува, меѓутоа сепак се уште не е утврдено дека се наоѓал на местото каде што денес се наоѓа Султан Муратовата џамија. Освен тој силен христијански идентитет на градот, тој исто така имал и некои веќе урбани црти карактеристични за поголеми средновековни градови. Например, повелбите на кралот Милутин зборуваат за објекти во тврдината, во градот Скопје, на богати граѓани, жители на Скопје. И се зборува за канализационен систем преку кој се одржувала хигиената во градот. Откако во Сер во 1345 година се прогласи за цар, во 1346 година цар Душан во градот Скопје бил крунисан за цар од страна на српскиот патријарх Јоанники, бугарскиот патријарх и охридскиот архиепископ Никола. Во времето на Волкашин се градат многу манастири во Скопската област. Скопје станува покрај политички центар на царот Душан, станува културен центар. Тука се собираат уметници, се градат манастири, се обновуваат манастири, се градат цркви. На чело на таа листа секако стои црквата, односно фреските во Свети Пантелејмон во Нереси. Тие влегуваат во секоја историја на уметноста на светот општа. Без нив невозможно е да се работи 12 век не само во Европа, туку во општата историја на уметноста. Заради тоа што емотивноста која се експонира преку страдањата на Христос, каде што Богот Господ станува човек. На тој начин што се изразуваат многу деликатни, емотивни изблици. Има два објекта во Скопје кои што имаат голем култ и слава. Тие денеска не постојат. Тоа е Света Богородица Троерачица и Свети Константин Јелена. Тие се срушени во 15 век во време на османиското владење. Додека Марковиот манастир е светски објект, тоа е ктиторско дело на кралот Марко, а почнато е по татком Волкашин, кои што се насликани два пати во храмот. Значи имаме нивни портрети, имаме голема квадратура на фрески, тоа е револуционерно сликарство едно, кое што е поврзано со повеќе објекти во Македонија. А да кажам за тоа сликарство, дека врз него има влијание, ако сте чуле, еден значен покрет движење во уметноста, а тоа е исихазмот. Тоа е една секта филозофска, така да речем, една ултранагласена православна линија, која што после ќе стема подоцна, али оставила големи траги во културата и уметноста. Скопје има чест, така да речем, да биде во исто време татковина на еден значаен храм, тој е Свети Андреја на Мацка. Тој објекат е од 1389 година. Многу е важно дека негов мајстор е подпишан тамо, двајца се,
митрополит Јован и брат му Макарije монах. Во сите овие објекти што ги спомнав се насликани нашите словенски првоучители, пред све, мислам на Свети Климент Охридски, меѓу фигурите, и во Марков манастир, и во и Свети Никита, и во Андреаш, Свети Андреаш се вика и Андреаш, бидејќи Скопје е митрополитски град, тоа е седиште на митрополија. Тоа е голема чест за тој град, за нашиот град. Тамо се зида и се зографира и во текот на турското владење. Во 1391 година, кон крајот или во почетокот на 1392 година, османлиите го освојуваат Скопје. Тие всушност освојуваат еден средновековно византијски град. Кога зборуваме за Скопје како град, тогаш пред се мислиме на тврдината, на денешното Кале, кој бил затворен со зидини. И тоа е градот Скопје во времето кога доаѓаат османлиите. Исто така постои и под град. Има археолозите за време на искупувањата на некои истражувања во чаршијата Скопска откриваат зидини во линијата на црквата Свети Спас. Кога Скопје паѓа под турска власт 1392 година, он е само срушен. Тоа што ни го кажува археологијата и слоевите од тоа време се преполни со наоди, сведоци за такви бурни настани кои зборуваат за силно рушење на градот, но продолжиле да се употребуваат старите структури од стариот град со доправки, преправки, доградби, нови градежни фази, но на старата урбанизација. Кога доаѓаат османлиите, основното што се случува со Скопје е тоа што Скопје излегува надвор од тврдините. Почнува да се шири во правец на денешната чаршија, стара чаршија и во правец на Бит пазар. Значи, старо Скопје, она што го знаеме ние како средновековно Скопје, останува само тврдина каде се сместува војската. Со доаѓањето на османлиите, со војската доаѓаат и сите оние административни и верски службеници кои морат да го поддржат новото уредување. И првите службеници кои доаѓаат тука се всушност верските службеници надвор од војните, команданти и санџак бегови и војводи така наречени, кои ја контролираат ситуацијата во Скопје и околината. Доаѓањето на војската исто така значи доаѓање и на луѓе кои се потребни да ја одржуваат војската. Односно доаѓаат многу нови занаети во Скопје, луѓе занаечи кои пред се врзани со потребата на војската. Од тогаш уште датираат и првите сабјари, првите пушкари, првите ножари во Скопје, кои се во служба на османлиската војска се разбира, меѓутоа кои постепено потоа со развојот на Скопје, на тамошниот развој на османлиско Скопје, стануваат и секојдневни занаичи кои работат во чаршијата. Со влегувањето на Македонија во конкретно 14 век во рамките на Османлиската империја, таа неминовно станала и составен дел на османлискиот монетарен систем. Така што во Македонија од самиот почеток започнале да се употребуваат османлиски пари.
Со тоа се појавила потреба да се отворат и монетоковачници во неколку македонски градови. Скопската монетоковачница започнала да работи во 1471 година. Точно се знае и каде била отворена, значи на почетокот на влезот на старата Скопска чаршија во близината на Даут-пашиниот Амам, каде што Амамот и денес тамо во него се сместен на Националната галерија на икони. Тоа тука било вакавско место, значи постоел Амам и монетоковачница за пари. Веднаш после освојувањето на Скопје од страна на Паша Игит Бек, тој го гради и првиот исламски храм во Скопје, односно Паша Игит Беговата џамија, која се наоѓала на просторот на денешното, односно поранешното кино Напредок во Скопје. И тој е првиот исламски објект кој никнува во веќе османлиско Скопје. Се разбира, во османлиските извори невозможно е да се најдат податоци за тоа што се случува со црквите. Ниту еден извор не дава информации за тоа што се случува во црквите. Очигледно големиот број цркви исчезнале. И на нивно место доаѓаат голем број сакрални и профани османлиски, односно исламски објекти. Тој судир кој се случил меѓу тие две култури, меѓу тие две вери, може да се проследи токму меѓу тие легенди кои постојат кај христијаните за заменувањето за исчезнувањето на христијанските објекти и нивното заменување со исламски објекти, со џамии, со други профани објекти како што се амамите, како што се безистенот, како што се ановите. Едно од легендите, например, е за градењето на Даут-пашиниот Ама. Според легендите во кои веруваат христијаните, тој бил изграден на темели на црква. Меѓутоа, кога требало да биде пуштен во употреба амамот, од чешмите во амамот, наместо да потече вода, излегле змии, почнале да излегуваат змии. И пашата, увидувајќи дека амамот е изграден на свето место, на христијанско свето место, дал дозвола наспроти амамот да биде изградена црква и според легендата христијаните, нели, таа денешната црква Свети Димитрија датира од тогаш, односно од почетокот од 15-тиот век кога е изграден Даут-пашиниот Ама. Иста е легендата, например, и за Бурмали џамија. И според верувањата на христијаните, на место на Бурмали џамија, која е изградена 1495 година, постоела црква. Свети Никола црквата постоела. Меѓутоа, тоа повторно не е докажано ниту со материјални докази, ниту со записи, ниту со документи дека на тоа место постоела некогаш црква. Исто така постои верување дека Свети Ѓорги Горк, познатиот манастир, најпознатиот скопски манастир, најголемиот манастир, се наоѓал на местото каде денес се наоѓа Султан Муратовата џамија. Всушност, денешните најзначајни објекти во старата Скопска чаршија, какви што сега не може да се најдат веќе во ниеден град на Балканот, се изградени во 15-тиот век.
Христијански објекти се спомнуваат многу малку овде. Се спомнува, например, црквата Свети Спас, црквата Свети Димитрија и црквата Света Богородица Троеручица. Тоа се три објекти кои ги задоволувале потребите на христијаните во градот. Куршумлијан, кој е изграден во 17 век, се предпоставува дека е изграден на темели на објект кој постоел во средновековно Скопје во 14 век, односно се предпоставува дека тоа било касарна на српската војска. Дури постои легенда дека Куршумлијан бил поврзан со подземен тунел со Калето. Преведувајќи го Салнамето за Скопје оваа година, значи јас може би најдов и потврда за тоа, бидејќи во кога го опишува авторот Куршумлијан, тој наведува дека во темелите на Куршумлијан постојат камени блокови кои датираат според него уште од времето на Рим. Камениот мост, кој е исто така османлиска градба, недвојбено османлиски архитектонски објект, е изграден на место каде постоел и претходно премин, односно постоел мост. Можеби не со таков размер од таква големина, меѓутоа не верувам средновековно Скопје да немало премин кој водел преку Вардар од другата страна и дека тоа е градба која ја направиле, оригинална градба која ја направиле османлиите. Во времето на Скендербеговото востание, значи 1443-1468 година, кога османлиите долго време се мачат да го покорат Скендербег и да албанската територија да ја освојат, Скопје било базата од каде тргнувале походите против Скендербег и походите на север кон Босна и Србија. Значи Скопје е главната војна база од каде се вршат освојувањата на север и на запад. И една од причините сигурно за градењето на мостот е тоа префарлувањето на војската од другата страна на Вардар, затоа што Мехмет Фатих, нивниот еден од најголемите султани кои го освојува Скопје, самиот лично учествува во походи против Скендербег. И познато е дека тој има овде своја ливница на топови. Денешното мало Топана, всушност е Топхане, арсенал, место на топовите. Во однос на Бурмали џамија е многу интересно прашањето зошто изградиле таму објект, кога тој објект е изграден кога веќе овде постојат десетина џамии. Може би легендата за христијаните, кај христијан, дека таму постоел објект христијански и дека на темелите на тој објект е изградена таа џамија, може би има нешто вистина околу тоа, иако, повторно кажам, не постојат никакви материјални, ниту пишани докази дека под темелите на Бурмали џамија постоело црква. Засега не се откриени такви докази. Апсолутно развојот на Скопската чаршија овдешна, која е главното јадро на Скопје, не е изум повторно само на османлиите. И во средниот век ова бил главниот економски простор каде се одвивала размената на производи меѓу жителите од селото и градските жители. Значи овде биле пазарите. Овде било средновековниот пазар на Скопје бил овде. И подоцна со доаѓањето на османлиите, тој простор само добива на размер, станува поголем, добива поинакви содржини и станува ориентално османска чаршија со сите карактеристики како што биле и чаршиите, не знам, во Багдад, како што Евлија Челебија ја споредува оваа чаршија со оние во Алеп или во Багдад. Значи, османлиите удриле еден силен печат врз средновековно Скопје, ја покриле старо Скопје, христијанското Скопје, целосно го замениле начинот на живење, донеле нови вредности овде,
затоа што донеле и нова вера. Меѓутоа, длабоко во тие промени што тие ги носат, се инкорпорира и традицијата на населението кое овде живеело и вредностите кои тоа ги поседувало.